Боледување поради лумбаго, но во документацијата нема рентген снимка. Зел боледување па на социјалните мрежи се пофалил со слики од странство. 4 пати сменил матичен лекар за да може непрекинато да вади нови боледувања. Ова се само дел од неправилностите кои ги утврдила контролата на Фондот за здравство во Министерството за внатрешни работи. Контролата е спроведена во втората половина на минатата година на барање на внатрешната контрола во МВР, а под лупа биле 80 службеници кои имале отворено вкупно 514 боледувања. Нерегуларности се откриени кај 29 полицајци кои заедно користеле вкупно неверојатни 239 боледувања, а спорни биле 100 во траење од 15, 30 или повеќе денови. Вообичајните најчести респираторен систем, мускулен систем, се мисли на рбет и слични проблеми и дигестивен систем. Кај што и најтешко се докажува. Има 10 случаи што се менувани матичните доктори, што укажува на ризикот за употреба, бидејќи кога ќе го исцрпите еден матичен доктор, злоупотребата продолжува со некој нов. Подписите и печатите на лекарите кај лажните боледувања ги однеле тимовите на Фондот за здравство во 105 приватни здравствени установи, матични лекари и специјалисти. Прекршоци се утврдени кај 27 матични лекари, 2 гинеколози, 3 специјалисти и 2 комисии. Тие се соочуваат со казни во висина од 1,2 милиони денари. 29 здравствени установи, 27 од општа медицина, 2 од гинекологија издале неуредни боледувања. Најчести недостатоци е непридржување кон задолжителните диагностички постапки за издавање на боледување. Чисто за илустрација, ако имате лумбаго, потребно да има рентген снимка што ќе се потврди. За разлика од другите државни институции и приватниот сектор, во МВР и во одбрана, за време на боледување се исплаќа 100% личен доход, што според Клековски е дополнителна причина за лажирање на боледувањата. Решение на проблемот е интегриран систем со кој Фондот за здравство ќе може да ги следи сите боледувања во јавната администрација во Македонија. Од Фондот за здравство најавуваат дека контролите во јавниот сектор ќе продолжат исклучиво на барање на работодавачите.